Вечерва ни гостуваат момците кои што носат охридската музичка душа на нашата сцена. Бенд кој носи препознатлив звук, уникатна енергија и едноставно ги треба сите на нозе. Здраве, Music Band. Здраво, најпрво да ве прашам како се чувствувате? Искрено супер, топ. Како би го опишале звукот на Здраве Music во 3 збора? Енергичен, македонски бенд. Како се запознавте и кога свативте дека сакате да формирате бенд заедно? Се запознавме кога јас бев еден од финалистите на едно македонско талент шоу. Нови млади, каде што тие двајца беа дел од оркестарот на тоа талент шоу. Па таму јас ностоп настапував и некако најмногу блискост осеќав со нив двајца. Се деси после финалето, после крајот на шоуто, тогаш почнавме сериозно да работиме. Свативме така дека има нешто, некоја хемија, дека може да биде нешто заедно. Кој момент во кариерата ви го промени најмногу животот? Мислам дека почетоците со фестивалите и почетоците од TikTok. TikTok и фестивалите тогаш. Кој член на бендот е најголем перфекционист? Јас ќе кажам тоа, затоа што најголемиот перфекционист е Бојан Здравески. Тој ни е раководител на групата, тој ги снима нашите песни, прави музика за нашите песни, понекогаш и текстови за нашите песни. Бојан, ти што имаш да кажеш за ова? Па искрено ете така имам сватено таа улога како да бидам главниот столб на групава и давам се од себе. Морам. Дали никогаш имало големи несогласувања во бендот и како го решавате тоа? Сега немало такво нешто. Искрено немало, а и немаме размислувано како би го решиле тоа, ама би го решиле многу лесно и едноставно. Која песна најмногу сакате да изведувате во живо и зашто е тоа така? Ако станува збор за наша песна, мислам дека би била Нема три, нема ниту една, така се вика песната. Бидејќи мислам дека е најприфатена од нашите песни досега. Да, а ако станува збор за општо таа песна, мислам дека би била Само тебе јас се сакам. А таа песна осеќам некоја посебна емоција, некоја посебно ја доживува публиката и мислам дека таа е голема љубов кога се пее таа песна меѓу публиката. Дали би соработувале со некој друг артист и со кого би било тоа? Искрено би соработувале, но немаме размислено точно со кој, ама имаме таков некој план да направиме некоја соработка со некој од нашите артисти. Што сметате дека ве издвојува од другите бендове? Можда начинот на работа, начинот на маркетирање, мислам дека начинот на работа и начинот на маркетирање, на продавање на нашиот материјал, на тоа што ние го твориме лично, мислам дека тоа. Кога може да очекуваме нова песна? Нова песна можеби околу март, тој период, почеток или средина на март. Дали работите на некој нов проект сега во иднина? Да, работиме на нов проект, микс на повеќе песни и тоа ни е следно што ќе биде објавено, а исто така имаме план за новата песна, што како што спомнав за март и би требало ако све по плановите март ќе биде новата песна. Мислење за TikTok каква апликација? Па мислам кога станува збор за маркетинг, TikTok е најпопуларната апликација за сега. Каде се гледате како бенд за 5 години? Искрено мислам дека да биме скромни или би требало на некој голем концерт, со наши песни, ако да Господа бидат прифатени. И мислам дека би успеале за 5 години некој концерт наш да направиме лично наш. Сите ја размислувате исто? Исто, буквално исто. И? Фала ви уште еднаш за искрените одговори. Фала и вас. Momma oди na voda i
ti rečam dva zvoga, pregini mome ubavo, pregini se mnogo lema.